Александар Василевски Нинџа сведочал лажно за организаторите на 27 април, покажува вештачењето на одбраната. Вештакот Мирослав Коцевски тврди дека Нинџа не бил во штабот на ВМРО ДПМН околу 18 часот како што тој сведочеше. Анализите од вештачењето на телефонот на Нинџа, кои денеска беа презентирани на судењето на организаторите на настаните на 27 април 2017, покажа оти тој се појавил во ВМРО ДПМН после 22 часот. Со ова вештачење ние докажуваме и потврдуваме дека лицето Александар Василевски Нинџа во времето за кое тврди дека бил во седиштето на ВМРО, а тоа е некаде од 17:30 до 18:30 часот, според движењето на двата негови телефонски броеви, за кои се тврди дека ги поседувал, воопшто не бил во тој период во близина или во седиштето на политичката партија ВМРО. Василевски тогаш тврдеше дека на 27 април околу 17:30 му се јавил на Спиро Ристовски, кој го прашал каква е состојбата на терен и го повикал да дојде во штабот на ВМРО ДПМН. И ова денеска го демантираше лиценцираниот вештак на одбраната. Според неговата анализа, која го опфаќа периодот од февруари до мај 2017 година, Нинџа не комуницирал нито со обвинетиот Спиро Ристовски, нито со Милијана Киевски. Обвинителката Вилма Русковска пак не се обиде да го побие вештачењето, туку му апелираше на судот да не го зема предвид како доказ, бидејќи како што рече, вештакот користел скенирани докази. Одбраната на тоа одговори дека тоа се доказите што обвинителството ги доставило до судот, од каде и тие ги земале. Колку за потсетување, Нинџа има историја на сведок соработник со обвинителството и судот, поради што добивал значително помали казни од делата за кои се товарел. Во случајот за 27 април Кацарска, огромен дел од својата пресуда ја темелеше само на кажаното од Нинџа, додека јавноста зборуваше дека Нинџа добил казна под минималната, затоа што ги пополнуваше дупките во обвинителството на Русковска. Во кривичниот суд денеска сведочеа и поранишниот скопски градоначалник Коце Трајановски и екс-председателот на УМС Владимир Неловски, кои потврдија дека партијата не учествувала во организирањето на случувањето од 27 април. Следното рочиште е закажано за 2 дена, кога како сведок треба да се појави лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој денеска не можеше да присуствува поради однапред закажани обврски. Од партијата порачуваа дека доколку биде уредно поканет, ќе сведочи на првото наредно рочиште, за како што велат вистината наспроти политичките злоупотреби и прашања кои се креvaат за овој случај.